Ти изгледа одамна не си едел ништо, а? А не, јас јадев пред малку, ама не можам да одолеам на кебапчињава. Добро. Еве, полека и благото ни доаѓа. Стави го овде. Сладко да јадеме и сладко да зборуваме, нели? Добро. Сега, кажи ми на татко ти, јас малку истражував, се распрашував наоколу, ке платам колку што треба, ке ги купам нивите на татко ти. Навистина? Ти велам се распрашав, истражив малку, куќа, ниви, бавчи, се вкупно чини помалку од 1 милион. Ама ја сепак и дадам 1 милион. Може и не вреди толку, ама сепак ќе ги дадам. Полека полека, ке се удавиш бе? Хај, види го. Добро, чекај. Јади полека, инаку ќе се задушиш. Слушам, како е кесето? Добро е, добро. Ми ја омекнува кожата. Ете, јас го произведувам тоа. Сега ги продавам нивите на село, за да ја унапредам работата овде. Сега вредноста на моите ниви на село и целиот имот е над 1,5 милион. Ти мене дај ми 1 милион и да си подадеме рака. Бато Фикри, јас би ги дал тие пари, ама јас велам да ти дадам 250.000. Доста ќе се? Ај маш! Како може 250.000? Зошто да не? Ете се пазаруваме. Се пазаруваме, ама ти даваш многу ниска цена. Искрено многу ме зачуди. Чичко, ти имаш 1 милион? Зошто да нема бе? Те цел живот што се работам, се мачам. Освен тоа, не пијам, не пушам, не се забавувам, немам жена, ме разбираш, нели? Сега ќе ти кажам една тајна. Тања ли? Тајна. Тајна. Ако ги испложиш нозете колку што ти е органот, можеш да заштедиш многу пари. Искрено тешко е некој да заштеди 1 милион, ама како и да е, тоа е друга работа. Татко ми не очекуваше таква сума од тебе. Тој рече, оди пазари се, сигурно ќе ти даде неколку куруши и останатото ќе го плати на рати, ама да видиме сега што ќе каже. Поради тоа ме откачи и сега се договара со Решат, нели? Тоа важи само за тебе. А ако се јави Дузгун, ќе му кажам 1,5 милион. Од кај 1,5 милион кај Дузгун, тој не дава ни 5 пари. Навистина? Ама мене ми кажа дека тој имал 3 пати поголема жетва отколку ти и сигурно заштедил пари за овие 25 години. Заработува пари, ама те молам нека остане меѓу нас. Многу се коцка човекот. Дузгун? Да, и тоа многу. Голем зависник е. Тој е чуден човек, многу пари изгуби на коцкање. И да ти кажам, оди по туи жени. Аман бе, Дузгун никаквец. Решат. Кој е тој? Слушај, мамо. Јас не сум вчерашен, синко. Тој сега им верува на зборовите на Решат. Мисли има пари, па се договара со него. Лага е дека е болен. Кажи ми на татко ти, нема да плаќам на рати, се ќе биде во готово. Парите кај него, тапиите кај мене. Така да му кажеш. Добро. Давај рака, бе. Добро, ќе ти платам, на 3 рати ќе ти платам. Добро бе. Слушни ме сега. Еве што ќе ти кажам. Добро бе. Сега 250. Добро, ќе ти дадам, Во 2020 пак 250. Добро. И во 2025 последните 250.000. Како да не? Што е? Кај има рата бе на 5 години бе? Може, пријателе, зошто да не? Не ти реков месечна рата. Не се мачи, Бато Фикри, раката ти е кај мене. Не може бе. Абе, не може бе, се човек си, Бато Фикри. Бог да чува и да брани, види го. И каде сакате да одите? Каде да ве однесам, а? На Босфор, на Момина кула? Не, ги знаеме тие места. А сте биле некогаш во Истанбул или не? Не. Па како ги знаете тогаш? Многу ги има по серии. Само тие места ги покажуваат, ги знаеме на памет, нели? Да, дури низ додеа. Најдобро однеси не на некој трговски центар. Никогаш не сме виделе трговски центар. Добро, може. Вози малку пополека. Не можам да ја гледам околинава. Многу е убава. Премногу. Добро.
Чешко, тоа се 5 или 50 лири? 50 лири. Што? Застани, чека ќе се симнам. Добро. Застани, брзо. Зошто? Ај, што се случи, ма? Прегазив ме човек. Ај, Како ништо не така? видов. Бата, добро ли си? Што правиш ти овде? Не разбирам. Оди си сега, немам време за тебе. Ај, господи, уште доаѓа по мене. Што ќе правам сега јас? Ќе се бркаме сега? Уф, Ѓун, уф. Ага, ајде бе, да побрзаме малку, а? Трче, куси смеил. Денес девојките се сами. Трчам бе, пријателе, ама толку можам да трчам, нозете ми се кратки. Ај биете се најдете со девојките и затоа колека, трчате, ама јас зошто трчам, не разбирам. Ага, дај бе, стопирај. Еј, Бабо, Баба, жива ли е? Жива ли е? бабо, Баба, Колената! 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 Леле, колената! Колената! ајде, станите. Леле, колената! Леле, ме болат колената! Абе, ти зошто застана? па не ли рече стопирај? Абе, па јас реков да стопираш. Ама со зборувањето да стопираш, бе. Ме болат! Кај да знам, мене знаеш дека толку ми сече паметот, како не знаеш, внимавај. Чудно. Абе јас да ти се пукнем во паметот. Колената! Ајде да ја кренеме. Ајде, Ајде, баба. Колената! Ајде, полека, полека. Ајде, ајде, иди. ајде. Ајде, крени. Ајде, уште малку. Ето. Така. Ајде сега, ајде, фаќај. Ајде, ајде побрзо. Ај, овој нема да си оди од тука додека се врати тато. Еднаш во годината нема кој да ни се меша, ама преди овој Ерол пак се затворивме дома. Треба да најдеме начин да го оддалечиме Ерол од нас. Чекајте, јас ќе средам. Излезете. Ерол, Назиот, повели, се случи нешто? не се случи. Што се случи? Сега серијата ќе почне. Сликата на телевизорот не е чиста. Изгледа има нешто на антената. Тоа е лесна работа. Сега ќе се качам на покривот и ќе средам. Благодарам. Полека, бе! Ајде, Полека. ајде, баба, стигнавме. Колената готови, Ајде, се ајде. колената ми се одсекоа. Ајде, ми се одсекоа колената, леле мајко. Ама, добро бе, бабо, прости ни, ете, сгрешивме. Ајде, ние да одиме, оваа тебе ти е доверена, дај чај, мај се што треба, ајде. Добро, јас сум одговорен за чај. Ајде, бе, Ајде. Како си ти? Добро сум, добро, фала му на Бога. Здраво. Ѓилџин, како си? Добра? Ерол го нема ли? Го нема, а отиде кај бабицата. Кај бабицата ли отиде? Па нели неговата бабица е нашата баба Нурие?
Не, неговата бабица е во соседното село. Таму отиде рано наутро. Има ли превоз до селото? Каде отиде? Отиде со велосипед. Ерол го нема. Чичо Дужин го нема. Ѓулџин, а да прашаме с кај одите вие вака, а? Одиме крај реката. А да дојдеме и ние? Зошто? Таму ќе ви подготваме на маса. Ќе направиме и скарам како е излет еден. И така малку ќе си поразговараме, а? Може да. Така? Илѓун каде е? Крај реката отиде наутро. Еве ние одиме кај неа. Добро, тогаш јас доаѓам со вас, а маџери кусиот нека одат нека купат намиреници, може? Добро, тогаш да се договориме. Ќе се најдеме кај реката. Ајде се, ајде. Ајде. Абе, ми светна една идеја. Што е бе? А да влеземе? Абе, тука сме да му лапнеме 2 пилиња на Чичко Дужџин и така е празна куќата. Некој би ги зел скалите, кој знае кај отидоа. Што правите, а? Дојдете ваму сега. Чекај бе, застани. Полека, чекај. Седи мирно. Дојди ваму ти. Дојди ваму. Ајде така. Што прават овие? Готови сме. Ајде, беге. Леле, мајко, господ фрла керамиди по нас, еј. Што работите вие таму? А ти? Што правиш таму горе, бе, ненормален? Не ли отиде кај бабицата? Што бараш таму горе? Ова ли е кровот на твојата бабица, бе, а? Што ви е тоа во рацете, а? Кокошките наши? Не бе, какво крадење? Беа надвор излезени и додавме да прашаме дали се ваши. Ние добро правиме ти со керамиди фрлаш. А ваши ли се кокошки, ви или не? Вие мислите дека сум глупав? Тие се наси кокошки. Оставете ги веднаш. Да бегаме. Овој манијак ќе не убие. Бегај. Застани бе. Беге. Ќе не убие, помош! Беге. Помош! Беге, трч. Скалите ги нема, да скокнам. Да скокнам високо е. Седете ви овде. Ќе одам да земам нешто за пиење. Ај, да седнеме и да гледаме малку наоколу. Многу било убаво овде. Навистина, да, убаво е. Што ќе пиете, девојки? Кафе за мене, ама машинско кафе, тоа што е ладно. Лате ли го викаат така? За мене лимонада. Кафето прави силулит. Што прави? Како и да е во ред. Навистина, Истанбул бил многу голем. Во нашето село има само едно кафуле, овде преголеми продавници има. Навистина. Се е многу големо, Дадо. Ај, полека. Гледаш назад кога одиш, со задникот се рушиш. Види ма, Дадо, нели таа беше Илгџун? Кој е Илгџун? Колку Илгџун познаваш? Не знам. Илгџун на Дујџун. Сега се сетив. Да, личеше на таа. Ај, стани, ајде. Стани да ја прашаме што бара овде. Ајде, стани. Простете. Човекот што го прегазивме. Извини, ние само се содруваме со тебе. Немојте сега, девојки. Има многу важна работа. И ние. Беше еден, сега сте тројца. Сега беги од овие ако немаш друга работа. Уф.
Дадо, да влеземе овде, а? Нема, празна е, види, продавачките спијат, сите. Леле, Што се случува? Пукаат балони. што се случува? Зошто ова ми го правите? Што се случува овде? Задоцневте, девојки, бидејќи 100.000-тата муштерија влезе во продавницата пред вас и освои чек од 10.000 лири. Тух бе, гледаш ли? Камо да влезевме порано. Да. Гледај, дадо, пак тоа момче. Здраво. Пак се сретнавме. Ова е трет Да пат. знаевме, пак ќе се судревме. Еба, добро тогаш, ќе се слушнеме и ќе се видиме повторно, така? Дај Боже, дај Боже. Да има појте време, уште ќе разговараме, ама ете се брзам. Треба да најдем мастор да ја поправам колата, моторот да го проверам. А потоа што Господ напред да си се вратам во селото. Значи има многу работа. Сега слушаме добро. Раскажи му на татко ти се што ти кажав, добро? Добро, не грижи се, ќе го средам та. Ќе чекам татко ти да ми се јави. Тоа е та. Ајде сега. Извини, изгледа и мојот возач заглавил во метежот, се уште не е дојден. Да не доснеше, ќе те носевме до колата. Не грижи се, ќе се качам на некој минибус. Има минибус овде, нели? Ти го познаваш Истанбул, мора да знаеш. Врие од минибус е овде, бе, ова е Истанбул. Ајде сега до гледање и чувај се добро, разбра. Господ да те чува, ајде, ќе се видиме. Чао, чао. Каков човек, бе. Има милиони на рачува, чорба само сега со минибус ќе патува. Там, стегната душа. Отвори се Сезаме. Ајде да се пресовлечеме. Ајде сега вака. Добар ден. Бато, Како си, бе? Бато, прости, јас те излажав малку. Сигурно имаш оправдување за таа твоја лага. Ти си добар човек. Тоа далеку се гледа. Благодарам да си ми жив и здрав. А сега иде зборувај, фабриканто мунибусџија. Што да кажам, бе, бато? Само да те замолам, татко ми да не чуе дека и ова го работам. Зошто? Затоа што не знае дека работам како возач и немој да му кажуваш искрено, човекот инфаркт ќе го стегне, тој ќе добие инфаркт сигурно. Работата не ни оди добро, бато. Не е како што мислиш, тие готови сме. На нула сме, дури и под нула сме, на минус 5 сме. Катастрофа не е ситуацијата. И јас за да заработам пари, ете тајно работам како шофер, за да спечалам нешто. За брат ми, разбираш ли, тој јас сум постар брат, мислам, ете таква не е ситуацијата. Мислам, за брат ми, бе. Нема врска за мене, батали ме мене. Ама тоа не е важно. Ама види, ситуацијата не е таква. Еве, мене што Господ ме создал како фабрикант, ама јас ете честно си седам зад воланот и си заработувам пари, иако сум фабрикант. И тоа јас во никој случај не се срамам од таа ситуација. Јас работам без гајле. Не збори, бе. Аман, бе, ти си вистински јунак, лав, мој лав. Благодарам. Работи, немој да се срамиш. Не се срамам. Ако често човекот заработува пари, тој е најгордиот човек на целиот свет. Да не грешам. Така е, да. Погледни ме. Јас работам од 12 години. Уште кога бев дете. Постав уште како аргат на нивите на дедо ти. Ама сега имам моќ да ги купам тие ниви. Машал. Од Бога, наредба ни е често да заработиме. Наредба? Ова ти е поука од мене. Да. Се договоривме со тебе. За ово што ми го кажа, нема да му го кажам на татко ти. Господа те благослови. Ама и ти не му кажувај. Немој да ти се испушти, бидејќи ми личиш на наивен човек. Добро. Штом најдовме решение за проблемот со минибусот,
Тоа ша да си одам. А не, чекај малку, не те оставам јас. Жими Бога, не те пуштам. Сега ќе те однесам до колата, во минибусот имам чанта со алат, ќе погледнам што е со колата. Не те оставам. Мајка Јана, нека не те пуштам. Добро, ајде си ми жив и здрав. Ти да си ми жив и здрав. Каква среќа, 100.000-тата клиентка ни се погоди манекенка. Да. Сликај, ајде. Што правиш ти овде? Бато? Што да правам, бе, бато, еве ги шетам девојките гостинки на тато се. Ти што правиш? Што можам да правам? Цел ден ја бркам девојката од интернет. Што направи, ја испушти, а? Ете, направив нешто. А што направи, бато, кажи? Ете, сгрешив. Девојката била селанка. Значи селанка бркаш, а? Не прашувај, многу е убава. Бога ми, денес двајцата со селанки работа имаме, знаеш? Ке стојам на излезната врата. Мора да излезе. А ако не излезе, бато? Ке чекам додека да затворат. Во 10 затвораат овде. Ке чекам. Морам некако да зборувам со неа. Може би излегува во овој миг. Така е. Не ме задржувај. Бато, многу чудно ми делуваш, знаеш? Што да правам? Брат ти прв пат во животот се заљуби. Се заљуби. Бато, однеси ме до аеродром. Конечно. Каде сте досега цел час? Ве нема, ве чекам, ви се стопли ова се. Видовме една наша соселанка. Навистина. Да. Ете, мало е светот, ајде испите го ова. Јас не го пијам ова. Има лисија во ова. Навистина ли? Да, еве. Гледаш, а? Од толку бетон, кај се нашле лисија да пајат во твојата лимонада? Ајде јас да видам. Дај да видам. Ова е нанема. Какво нане? Обично, нане. Да не се шегувате вие со мене? Не го пијам ова. Дадо, штом сме овде да си купиме нешто? Да, ма. Ќе го пијам ова додека одам. Нели така прават по филмовите, а? Ајде. Абе, застанете каде одите, застани. Да имаш берикет. За промоција на кесето, даде едно кесе Има пари. ли проблем за парите, бе, брате? Ај, господе Боже, ти си мој соселенец. Абе... Повели, тато. Џуне синко, што направи? А ги прошета ли девојките? Ги прошетав, тато, да. Добро. А ако и заврши прошетката, земи ги девојките и донеси ги во болницата, во која се годиме и ние. Да ја покажеме девојката на некој доктор. Добро, тато, ајде. Повели? Ајде одиме. Колку чаја испи, бе, бабо? Ќе те фати криза, после ќе те носам во тоалет сам. Не ме фаќа криза толку лесно, немој да се грижиш ти. Ке стискам заби. Добро, дај Боже. Добар ден. Добар ден, Емине. Како си, ма бабо? Подобра си? Како да бидам, нозете ме болат. Овие трчајки ме донесоа овде како да брзаат некаде и потоа ме превртија по патот. Срам да им е, без осеце. Леле. Што сте направиле, бе? Зошто трчајќи сте ја донеле женава? Бога ми, не знам, јас и онака застанав, јас не трчав и онака по природа сум против трчањето, знаете. Молчи, бе. Јас ќе ти кажам зошто трча, нели? Дужџун го нема. Трча за побрзо да стигнат кај кирките на Дужџун. Така ли, а?
Бога ми, јас не знам, дадо. Ете ме гледаш, бе, дадо. Ме гледаш. Овде сум јас, еве сум. Нема бе така да ги креваш рацете. Абе, Мухтар стои пред тебе. Баба, абе, одам да видам што ќе прават тие. Како можеле да одат кај девојките без наша дозвола, а? Како да видам така? Ха, оди. Мене нозете ме бола, ти оди. Иди у мен. Нека ви е солесно. Благодарам. О, што убаво! Сте се расшириле под сонцево, а? Ајде. Бабо, ти го испи чајот, ама мене ми се оди во тоалет. Одам во тоалет кај џамијата, брзо се враќам. Добро, брзо врати се. Ке испијам уште еден чај после овој. Така е, Зеленчиков, органски, водата органска. Поради тоа вие сте толку здрави и убави, така, а? Живи Господ, Ѓурѓан сестро. Значи јас, Илаз Исмаил и Маџдир Исмаил дојдовме во селото да си го бараме нашиот татко. Ме разбра? Ама во селото нема човек по име Исмаил. Не го најдовме нашиот татко, ама сепак ќе останеме овде. Дали те интересира зашто ќе останеме? Сакаш да ти кажам? Затоа што сте браќа? Не. Значи, да бидам појасен, ова, како... Причината е дека ние вас ве сакаме. Се заљубивме до уши. Живи Господ, еве се колнам, ние со наредба на Бога и на пророкот сакаме да ве земеме за жени. Ама не ве даваат. Така е во нашето село. Не даваат девојки надвор од селото, а зетовите стануваат дома зетовци. Ама зетовите прво поминуваат од еден испит и еден така многу поголем испит. Абе, пријатели, испит, Бога ми додеа, доста веќе. Јас навистина не знам уште колку испити треба да положиме. Нема ништо нејасно во тоа. Тој што доаѓа од надвор, ја зема девојката, станува дома зет. Ама, прво го тестираат трпението на зетот за да се уверат дека момчето нема да ја напушти девојката или дека нема да ја грабне. Ако ја напушти девојката и замине, таа девојка цел живот не може да си најде маж во ова село, бидејќи е вдовица. Ту. Абе, овдеше ни смел. Зошто стоиш така настрана? Зошто не си крај овие овде? Јас сум овдешен, што барам таму? И фала му на Бога, јас не сум нивен брат. И онака мојата Илѓун ја нема. Не, навистина де. И каде ли се задржа да Илѓун? Навистина каде? Ке дојде. Ѓурѓан, како си? Ајде седнете, ајде. Земи го ова. Ајде, дај. Полек, дај ваму. Ајде. Е така. Чекај овде. Вака. Чичко, Дузин, оди запали. Значи ја среди. Запали. Чекај да видиме. Запали. Ја палам. Пали. Абе, не ќе да запали. Тргни ја ногата од кумплунгот. Не ми е таму ногата, бе. Добро, ајде. Ајде, газ. Како работи, а? Многу ти благодарам, машала, да секоја работа те бива јунаку. Не е важна. Слушај, ваму. Не знам дали ќе се договориме со татко ти, не е ни важно дали ќе му ги купам нивите, ама ако доđеш во нашиот крај, да дојдеш кај мене, да бидеш мој почесен и ценет гостин. И запамети, таму има еден бато Дузѓун. Ке јадеме, ке пиеме, ке си правиме муабет. Ништо не ти треба кога ке ме имаш мене таму. Полека, раката ми ја искрши добро. Ајде, полека. Во рета, ќе се видиме, нема проблем. Што е право, човек си. Јунак човек, те засакав. Да. Добро, ајде, чувај се добро. Не предизвикувај неволи и биди добар. Добро во ред, ајде, убаво. Ту супер поминавме, ајде, чекај да го соберам ова. Чекај, јас ќе ја затворам, бе, чекај. Остави, чекај да си ја завршам до крај работата. Полека, тргни и рацете вака. Ајде, се гледаме. Ајде. Жив здрав да си ми, ајде. Среќен пат и внимателно вози. Ајде, се гледаме. Ајде. Ама го угости човеков. Ах бе, коптагел. Yandım
belinden tutaydım, saraydım ince belinden. Sende bende hal kalmadı, oy yandım elinden tutaydım. Браќа, Kim uyandı? ама многу е важно, слушајте. Молчи, не гледаш дека пее? Еј, имај почит кон уметноста, бе. Каква болница е ова? Да одевме во бар, немаше толку да Не, плаќаме. важно да сега, ете болница е, нели се и прегледа, лошо ли направија сега? Ме прегледа, ама ништо не најдоа. Да најдеа нешто, немаше да ми биде криво. Психички е, да? Не идите на девојката, бе, полошо ќе биде. Боже, боже! Ајде, ајде, додиме дома да вечераме. А за време на вечерата повторно ќе зборуваме за купопродажбата. Ајде, што велиш? Дома ќе вечераме? Ми, кешкек нарачам за вас, кешкек. Кешке? Да не нарачаше кешке. Зошто, бе? Ние имаме кокошки, имаме крави. Ако не, ние да си одиме, ќе липсат. Фикри, да ти кажам, јас веќе си го кажав своето, го сакам твојот имот. Ако се договориме, ќе го купам твојот имот. Ете, тоа е. Ме разбра? Размисли, ќе се слушнеме. Сега дојди да те баклам. Ама ова не може вака, како да бегаш ти од мене. Може, патот ни е долг. Ајде, девојки, одиме. Одиме ли? Да. Джанет, се гледаме. Ако даде Господ, да ги донесам торбите. Бато, изгледа ечичко дујџун ја донел Илк Џунсон. Од каде сега тоа? Ја видовме во трговскиот центар. Како е можно тоа? Ајде сега, ќе зборуваме попат. Толк пат е пред нас, ајде. Ајде, ајде, внимателно по патот, еј, пазете. Довидување. Аман, бе. Во амам од 500. Во болницата 4500. Вкупно 5000. Слушам. Ти колку потроши, а што имаше во тие торби? Искрено потрошив 3000 лири, тато. Мрж, бе! Што купи ти за 3000 лири? Па јас плаќав, а девојките се што видоа се зема. Бе, решат. Јас знам како да ги излечам овие 8000 лири од тебе. Ти не ги познаваш уште. Фикри, не ги познаваш. Фикри, Сабит, ми доаѓаш со селски трикови. Ајде. Добро. Качи се во кола, ајде. Качи се. Колку голем скржавец бил овој Фикри. Уште вели дома да вечераме. Требаше да не однесе на Босфор или на Чамлижа. Ама не, дома ке сме јаделе. Море Фикри. И тоа што? Кешке ни направиле кешке. Абе на нас ни се повраќа од кешке бе јадење во селото бе. Помогни ми, Господе. Ама син му не бил како татко му, ни купи се што сакавме. Ни 5 куруши не потрошивме. Барем да купевте една кошула за брат ми. Бога ми не се сетив. Ни мене. Да ви текнеше ќе се чудев. Не, нормални сте вие двете. Бог да чува, Господе. Зошто ме казни со овие две? Aleyvandan işlerim, hançerimi, gümüşlerim. Абе, братче, ќе заврши песнава или нема да заврши? Ага, абе убаво вели. Абе не пукна веќе. Мжи ми се ќе се самоубијам. Билџин, сакаш ли јас да ве расположам малца, а? Ла на 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 на, ајде бе. Ла на ла на 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 на. Молчи бе, молчи. Едниот престанува, другиот почнува. Престани, ајде. Ме излудивте веќе. А ти што правиш бе, овдешен? Си го свртел грбот како жири од некое шоу овде, сврти се. Еве ме, те слушам. Мухтар одве бара сите вас. За кратко ќе дојде овде. Кога ќе дојде, тогаш ќе видите што ќе ви се случи, па пејте си овде. Абе што зборуваш бе ти? Што не кажа веднаш? Па не ме оставивте да зборувам. Девојки! Леле,
Познат ми е гласова, мора да бегаме. Бегајте, бегајте. Одете, ајде бегате, Хајде, во реката. Хајде. Во реката. Во реката влези. Ама што правиш? Девојки, што правите овде, бе, а? Ништо, на излет сме. Аман, добро сте направиле. Изгледа свекрвата ме сака. И ајде сега ставете иза мене малку. А? Јогурт да ми дадеш малку, а? Обе, седна ова. Готови сме, изгоревме, брат. Абе какво горење, ке смртнеме? Молчете, стиснете заби. Ако не фати, готови сме. Вкусен е, а? Да, Емине. Рече свекрвата ме сака. Ама ти немаш свекрва? Немам. Нема да се омажиш? Неотпакувана ли ке се вратиш назад? Молчете, бре, безобразни. Навистина. Никој ли не те запроси? А што вие гајле бе вас, дали некој ме запросил? Тука не се зборува за овие работи, и земјата и реката имаат уши, така да... Абе, смрзнав, јас не можам веќе. Стрпи себе, малку ќе не фати. Стрпи Абе, се. смрзнав веќе, разбираш или не разбираш? Абе ти не ли беше роден крај Црното море? Ако сум од Црно море, не значи дека не ми студи мене, биди малку логичен. Ти велам смрзнав. Држете го овој, бе. Да станеме веќе, кај да ќе се стемни. Нема, многу е убаво овде. А и вечерата тука да ја јадеме, па после ќе си одиме. Вели да вечераме ова. Слушаш? Стисни заби, бе. Стискај заби, ајде. Бе, стискам, ама ќе ги искрчам од стискање веќе. Смрзнав, еј. Смрзнав, готово, не можам Оди веќе. ваму, чекаде, застани. Апа! Што правите бе ви овде? И тоа сите исмеиловци, а? Да, Емине, немој. Абе, господин Муктар, во тешка ситуација сме. Бетер да ви биде бе. Абе, нели вие без моја дозвола немаше да им се доближите на овие девојки, а? Ништо лошо не сме направиле. Скара правевме. Ајде, девојки, одете. Сите пред мене, ајде. Овој пат ќе ви простам. Нема да му кажам на таткови, ама ако се повтори ова, сите ќе ве докречам. Слушајте ваму и смиловци. После ќе зборувам со вас, после детално ќе зборувам со вас. Соберете го, ајде. Добро, убаво, добро. Ајде, оди. Ајде, бе, ајде. Овој пат ќе му кажам на Чичко Дузгјун што ми направивте. Што сме направиле? Што ми направивте? Ме оставивте цел ден на покриво да седам сам. Отидовте на прошетка. Ќе му кажам. Добро, кажи му. Тато ќе ни се налути, ќе не заклучи дома. Не ќе можеме ни на прозор да излеземе. Ќе не фати некоја болест во собата и ќе умреме, да знаеш, ќе умреме. Така. Бог да чува. Како зборуваш така, болест, умирачка. Ама така ќе биде, бе, Тојрол. Што мислиш, што ќе ни направи татко ми ако дознае? Добро, добро. Нема да му кажам на таткови. Ама веќе никогаш да не ми правите вакво нешто, добро? Навистина, погрешка се случи. Нема да се повтори. Бога ми не беше намерно, верувај, да, верувај. Добро, тогаш, штом се договоривме да го собереме овој неред за да не го види тато, може? Точно велиш, да. Ајде. Ајде. Да, ајде. Па се гледа дека е селанка. Кој знае од кое село доаѓа?
Што направи бато? Уште чекам. Тато прашува за тебе. Пробај откачи го. Јас ке чекам. Дојди дома, бато, ајде, најдов траги од девојката. Како најде бе? Таа девојка е од селото на тато, сигурен сум. Не се глупирај. Дојди си дома и ќе видиш. Сигурен ли си? Да бе, сигурен сум, ајде, дојди, те чекам овде. Ако ме лажеш, готов си. Не те лажам, бато, ајде, дојди дома, те чекам. Зете, да ја спремам вечерата? Спреми ја, ајде. Гладен сум како волк и... Добро. Кај бил брат ти бе? Доаѓа, тато. А што има за јадење, тето? Кешкек. Еј, што е тоа? Ќе си порачам пица, јас. Доста бе со таа пица. Ете има, кешкек за јадење, нели е тоа? Шт, молчи, не противи се, што да правам јас. Ај, што е ова бе? Значи и машки парфем, а? Е, зошто девојките купиле машки парфем, а? Не, јас не го купив, тато изгледа за братот си го купија. Ти за себе си го купил, нели? Не го купив, верувај ми. Отида 8.000 лири, Бог да чува. Во оваа криза ми отида 8.000 лири. Да ја спремам вечерата. Седи! Ти сакаш ли мене да ме убиеш? Ти се колнам, бе, тато не го Ај, купив. замолчи! 8.000 лири. Девојки, да дојде. Да, Илгјун? Добре дојде. Кажи што се случи, ајде. Од утринската молитва сум на улица. Многу сум уморна. Не можам сега да ви раскажам. Подоцна во ред. Полека, кај беше ти од утринската молитва? Тебе што ти е гајле? Ерол, што ти е гајле? Ако прашат господин Дузгун, што да му кажам? Нема да се расправам со тебе. Ерол, Повели Назгун. татко ми ако те праша, да Илгјун цел ден беше со нас, добро? Да го излажам? Не е лага. Ова е всушност бела лага. Инаку никогаш нема да зборувам со тебе. Добро. Веднаш ти се насолзи очите. Ништо нема да му кажам. Благодарам. Да, дома? Ајде кажи што се случи. И бога ми ќе пукнеме, ајде кажи. Добро е, девојки, Ерол го средив, нема да му каже на тато. Ајде, ма Дадо, кажи што се случи. Ништо не се случи. Не се надевајте напразно. Брзо се дозна дека сум селанка. Како така? Тој Ферит имаше една девојка и таа ме виде во тоалетот. Те викнал таму кај што била и неговата девојка? Тоа не го разбрав. Се најдовме во едно кафуле и таа девојка беше таму. Ме засрами пред сите. Оваа работа за мене е завршена, да знаете. Добро? Во ред? Проклети да се Истанбул и тој Ферит. Готово е. Веќе никогаш нема да излезам од селово. Стигнали Ферит? Дојдите, тино. Зет ми само прашува за тебе. Ајде да јадеме. Добро, тето. Ти кажи му на Џунеид да дојде во мојата соба. Бога ми, зет ми ќе полуди. Излажи го некако, тето. Ајде, единствена тетка. Душа моја. Добро, ајде оди. Што е ова, бе, тато? Не го јадам ова, јас ова на кучешка храна личи. Доста бе! Колку пати ти во животот си јадел кучешка храна, па да знаеш што е тоа? Кучешка храна бил. Не сум јадел. Еми тоа што ткај знаеш дека е кучешка храна? Брат, ти е горе. На здравје. Благодарам, зете. Каде бе ти? До тоалетато ми се повраќа. Ај, брзо.
Како е, зете? Многу е вкусен, многу. Бога ми, добро, мене на ништо не ми личи. Одлично е. Кешкек ма? Ајде, раскажи ми. Сега вака, бато, ти додека ја бараше таа девојката во трговскиот центар, девојките на соселанецот на тато рекоа дека виделе една нивна соселанка таму. И потоа дознав дека девојката која барале се вика Ил Ѓун, да знаеш. Ти дали ја виде девојката? Не ја видов. Колку Ил Ѓун може да има во тоа село, нели рече дека е селанка, така? Ете, девојката е нивна соселанка, значи и ти и девојките иста девојка баравте таму. Слушај ме, бато, ќе видиш, таа девојка е од селото на тато, сигурно. Ајде брзо, донеси го лаптопот брзо. Кај се овие сега? Каде е Ферит? Ферит дојде трчајки и влезе во купатилото, зете, а Џунејд сигурно чека ред. Боже, само едно купатило ли има во оваа куќа, бе? Тоа не знам, зете. Како не знаеш? Нели ти живееш во оваа куќа, а не знаеш колку купатило има? Секако дека знам. Јади. Ај, јас сум на диета, зете, немам апетит, ништо не можам да јадам деновиве. Јас ќе отворам. И секако дека ти ќе отвориш, јас и да отворам. Ај, дојди. Ми донесе дурум. Дурум? Да, дурум. Многу сум гладна. Ти купе, бе. Ајде, оди во кујната, да не те види зет ми. Не, морам да зборувам со баџанакот. Ај, не, зет ми да не те види, не може, да одиме во кујната, ајде. Опусти се, срце мое, ништо нема да биде, ќе се радува што ме гледа, без гел. Имам одлични вести за него, да знаеш. Ајде, влегувај. Копта, гел. Ајде. Боже, господе, ќе се утепав. Од кај се појави ти, бе? Немој веднаш да се лутиш, баџанак. Имам одлични вести за тебе. Што е ово? Кешкек. Копта гел, ајде оди. Копта гел ми вели. Денес се случи нешто многу убаво. Слушај ме сега, внимателно. Елмаз, дојди, седни малку. Слушај ти, дојди. Седни до мене. Јас денес глумев дека сум твојот постар син. Што значи сега тоа? Ферит имаше работа. Нормално е, тој е млада момче, така. Имал работа. Нели ти му рече да се најде со тој Дузџин? Да. Па тој не отиде, ама затоа јас се спремив и отидов и разговарав се пазарев со тој Дузџин. Што? Ферит! Што се случи? Брзо доаѓај овде! Зете. Чекај, слушај што зборуваме, значи човек не може да ги бира своите родители, нели? Како тоа нема шанси? Сакав да кажам тоа е од Бога дадено, нели? Пусти треска, види го. Абе, баџанак, сега Јелма се повреди. Стани, мајде се. Ја денес се повреди ти, ма. Застанете, тато. Што правиш ти? Синко, јас тебе денес, нели ти, дадов една задача. Ти зошто го ангажираше овој шпракнатиот? Тато, нели требаше човекот да се откачи? Било јас, било зет ми. Уште и ме вика зет, бе. Не го викај зет. Господе Боже, како да ме вика, бе? Стрина да ме вика, ако не. Што? Ајде, викајте ме Стрина тогаш. Нема се смееш, помолчи. Молчете. Готово е веќе. Го откачи човекот, нели? Јас го откачив, ама тој не се откачува. Како така? Како така, па човекот е мртов сериозен, бе. Рече, 1 милион ставам на маса веднаш. Ај, што зборуваш? Има ли толку пари? Јас исто тоа го прашав, му реков, ти бе чичко, имаш ли толку пари? Рече, кој работи има пари, јас се искинав од работа. Ајде, бато, ти се заарни, а? Како му се заарнило? Не знам, човекот рекол 1 милион, да беше бато ќе го донесеше дома, па затоа така реков. Што трескате сега глупости? Тоа е лагана Дузјун. Тој парите ги трошел на жени и во коцкарници. Не, чекајте, значи човекот не е таков човек, значи да беше таков јас немаше да седам со него, бе. Тој не е таков. Значи јас многу добро ги познавам луѓето, на прв поглед ги разликувам женкарите. Овој е многу чесен човек. И да ви кажам, многу ме засака. Значи толку ме засака што да има ќерка би ја дал за мене. Копта гел? Каков е тој збор сега? Ке се налутам. Не се смете, бе. Бога ми ке се налутам. Немај пред децата она како кажав тој Елмас моја, јас не знам дали човекот има ќерка или нема, на кој му е гајле дали има ќерка или нема ќерка човекот сега. Тато знае сигурно има ќерка тој човек, тато или нема. Од кај да знам јас, бе?
Имаше една ќерка која се роди истата вечер, Соферитли, името й беше нешто со Ѓун Мун. Ете, слушнавата, името й било со Ѓун. Што зборуваш ти, Џунејд? Не бете тоа така, си мрморам, само ништо посебно. Телефонот. Еве го човекот се јавува. Еве ти го бе, јави се ти, Џуџу. Ајде и пушти го тоа звучникот, сите нека чујат. Ало? Добра вечер, синко, како си? Добро вечер, колку брзо стигна бато ти да не леташе по пат, а? Не, застанав по пат, да каснам нешто, на полпат сум. Ти што направи, зборуваше со татко ти? Зборував, да. Му кажа што ти кажав? Абе, му кажав, ама некако не му се верува. Мислам, не знам, не ми верува мене. Зошто да не ти верува, бе? Татко ти многу добро ме познава мене. А? Јас и сега сум истиот Дуџу што бев и пред 30 години. Јас ако дадам збор, ќе си го одржам зборот и не се откажувам. Не купувам коњи или крава. Земи го татко ти, дојдете кај мене. Брзо ќе свршиме работата. Сега слушаме добро. Кажи му на татко ти, јас за 2-3 дена ќе ја следам работата. Имам еден познаник во општината, тој ќе ни ја заврши работата. А? Парите кај вас, тапијата кај мене. Може така? Искрено сега јас не знам што да кажам, ам... Баш сега сакав да му се јавам на татко ти, ама... Тебе многу те засакав, ти си многу честно момче. Ти среди ја работата. Добро? Добро, Чичко Дузин, најде, сега морам да исклучам, господа те чува. Тоа е тоа. Гледате ли, слушнавте? Браво, бе, синко. Синко? Што е тато? Што се случи? Добро. Не должете. Нешто се случи. Од сега Коптагел ќе биде мојот постар син. Утре рано ќе одиме со авион и ќе средиме работата и навечер ќе се вратиме со Коптагел. Заедно. Што ќе биде со нас? Што сега? Што ќе биде со вас? Нема да дојдеме и ние? Нема потреба толку да трошиме во оваа криза, бе, боже. Коптагел. Утре, веднаш, одиме со првиот лет. Добро, Елмас, а ти се разбираш од интернет. Купи 2 авионски карти на интернет за мене и за Коптагел наутро да биде рано. Јас и Коптагел ќе одиме изутрина рано, ќе ја средиме работата и заедно ќе се вратиме. Добра ноќ. Во ред, ајде, добра ноќ. Добро. Гледате ли? Тато и татко мој. Тоа е тоа. Дада Илгјун, твојот напишал порака. Денес ме откачи во ред. Ти победи, ама само за денес. Морам пак да те видам. Верувај дека нашата следна средба ќе биде многу поинаква. Така. Ај, види го. Колку е само бендисан? Дај ми го ваму. Сега убаво ќе му одговорам, но овој само бендисаниов. Ми напишала. Не сакам веќе да те видам. Немој залудно да ме бараш. И онака не можеш да ме најдеш. Нека е дива девојка, како зид да изградила пред себе. Знам како да го срушам. Не биди толку сигурна. Ако се решам, ќе те најдам. Ај, како може да биде толку сигурен? Не го разбирам, не можам да го дешифрирам. Така ли? Најди ме да видиме. Истанбул е казана, ти си лажица, барај ме. Види ја бе, ова те лаже, напиши и ти си во Салиќој, знам јас, пиши. Не пишувам.
Ке се појавам директно пред неа. Во ред, сега излегувам да те барам по улиците на Истанбул. Многу си лоша, Дадо. Човекот ке те бара низ Истанбул. Па нека ме бара. Што ако? На кој било начин, мораме и ние да отидеме утре со тато во тоа село. Добро бе, бато, ама како? Тато ќе оди со коптагел како негов син. Ете и рече дека е голем трошок, нели? Ќе најдеме решение и за тоа. И каде се овие? Бога ми се чувствува мирис на ќебапи, ама... Во кујна се? Абе, бато, ќебапи јадат овие, гледај. Чекај да си поиграме. Леле, зет ми. Боже. Децата биле. За нас кешкек, а за вас дурум, а? Срамота, бе. Тетката е како мајка. Како можеш да јадеш дурум без ние да јадеме? Дојдете мој за лошо. Има уште, немојте така. Земете ме, јадете, ајде. Има за сите. Како и да е. Јас ќе бегам. Да одам да се спремам. Прв пат во животот ќе летам со авион. Многу сум возбуден. Сега рано наутро ќе ме разбуди баџанакот, а треба да одам до постојката и да ангажирам друг човек за мојот минибус. Како и да е, ајде. Сам ќе си го најдам патот. Те дамачкав со сосче. Ајде, чао. Бе, тето, бе. Навистина те жалам. Што се случи? Зет ми. Што му е на зет ми? Не, на нашиот зет коптагел. Што му е на коптагел? Не го праќај сам, зет ми. Зошто? Човекот многу го засакал. И човекот имал керка. Да, тето. Денес ги прашав сестрите на Решатинаку. Рекоа многу убава девојка била. Згора не се обожувала црни мажи со мустаќи, баш како коптагел. И исто такви сакала многу. А тоа значи тето девојката сака типови како зет ми. Така ли? Така ли? Ние да ти кажеме. И што ќе биде сега? Па велиме да не го праќаш зет ми. Бога ми убеди го татко ми. Заедно да одиме. И вие ќе дојдете? Јас не доаѓам, одете вие. Селата на Лепешки ми мирисат. Ти си наша тетка. Јас би се жртвувал за твојата среќа. Јас ќе дојдам. Навистина ли? Дојдете да ве прегрнам. Јагниња мои. Добро што ви имам, тетино. Здраве, брате. Многу ми е жал што пирлината отидоа јабана. Не ги изедовме. Ама да емине, се лапна, беј. Девојките останаа гладни, ништо не касна. Да имавте памет, вие немаше на девојките да им дадете да ги јадат своите пилиња, бе. Памет малку, памет. Памет, ама немате. Остави го тоа, бе. Нас Ерол не виде, бе, сигурно ќе му каже на душе. Чај, немој да ми го споменуваш, што е Ерол, те момам жити мајка. Тој Ерол многу ме нервира. А тој не те поднесува тебе. А сигурно ќе му каже. Мора да најдеме 2 кокошки и да му ги вратиме таму. Добро, ама кај ќе најдеме кокошки во ова време, бе, мажир? Абе, братче, Решат се врати ли од Истанбул? Не се врати. Значи никој нема дома. Во кокошарникот на човекот сигурно има 50-60 кокошки, нема да примети ако... Идејата е супер. Само што чудно е дека ти го кажа ова. Инаку идејата е на место. Да одиме и да ги земеме кокошките. Полека, бе. На здравје. Хајде. Потивко малку, бе, бидете потивки. Молчи, бе. Реков потивко пред малку, реков. Зошто да молчам, бе? Па нели нема никој дома? Молчи, бе. Хајде, одете. На здравје да ти е.
Добре бе, ага што ме гледаш, душата ми смрзна, што да правам? Зошто така накриво ме гледаш, бе? Зошто да молчиме? Ти како да сакаш кокошките да имаат мирен сон и да молчиме? Тоа е тоа. Ги зема ли? Ги земав. Ги зеда? Ајде. Чекај. Чекај да затворам. Леге, мајко, Реша доаѓа. Ајде, назад. Тука. Легој. И мене почна да ми се кива, заднете ми ја устата. Аша, Господ, напред, Бог да чува, зошто како којде ми кивате? Од памет ме извадивте, Бог да чува, како и да е. Ти ли направи, ма? Што? Ти кивна? Не кивнав јас. Тогаш гласот дојде од дворот, ајде. Ајде. Ајде бе. Бегајте, вие спасете се заглавив овде. Ајде да бегаме. Исмаил, ти ли си? Да, јас. Што правиш ти овде? Вас ве чекам. Зошто? И па уште прашува зошто. Абе, јас ти дозволив да одиш во Истанбул или не? Не, мене ми дозволи. Што зборуваш? Навистина. Зошто без моја дозвола одиш во Истанбул? Брат ме однесе. Брат ти ако рече да се фрлиш од кров, ќе се фрлиш? Секако ќе се фрлам. И нема да го прашаш зошто, така не прашуваш. Нема да го прашам. Да, нема да праша. Бога ми, нема да праша. Што ти изборував јас тебе, бе? Заборави, веќе готово. Не знам, и јас заборавив. Ти онака секогаш забораваш, ќе се чудев ако не заборавеше во моментов. Не, ти купивме подарок од трговскиот центар. Еве, земи. Што е ова, бе? Изненадување. Ќе видиш кога ќе се намачкаш. Ќе се намачкам, а? Мала кутија, а? И што е ова? Штом не е кола, не знам, крема да не ми купи, а? Што и да е, изненадување. Ќе видиш. Како и да е, влезим на треде, не стоите надвор во ова време, ајде. Добро, тогаш се гледаме. Добро, се гледаме. Добро, да одам дома да се намачкам со кремата, па може да ме стопли, а? Што? Ако сакаш да дојди, јас ќе те стоплам. Какви си тие зборови, бе? Молчи. Абе не така. Ке ти ставам водена торба. Не треба, еднаш ми ставија во војска, седнав на неја и торбата пукна целиот, се попарив, многу ме болеше. Ајде, одете си. Ајде, со здравје, чао. Кај сте, девојки, кај сте? Леле, бато, ајде.